А започнуваме со една многу јака работа. Имено, знаете дека има глобална криза, рецесија е во прашање и најголемите компании тоа го чувствуваат и мора да бараат алтернативни начини да заработат пари. Така една толка огромна фирма како Coca-Cola решава да се рекламира и на еден друг пазар каде што досега не се пробала, а тоа е турбофолк пазарот. И така Coca-Cola го ангажира еден од најпознатите турбофолкери во Србија, Хрватска нагоре и пошироко. Тоа е извонредниот Фазлија, тоа е новото заштитно лице на Coca-Cola. Тој направи реклама за Coca-Cola која веќе се емитува во други земји, кај нас не е дојдена, но ние специјално за вас ја најдовме рекламата, сега ќе ја пуштиме, па во скоро време може и да очекуваме доколку стане популарна нели оваа реклама и воопшто ликот на Фазлија и негово гостување во Македонија. Coca-Cola оде и со виски и со ракија. Coca-Cola. Мало виски, мало Coca-Cola. Може несакани последици се неконтролирано пуштање од џугерица и претерано величање на Аца, Лукас и слични персони. Ајде, друго.